Не доветна, не ти е местото тука, ти ли ќе водиш политика. И уште голем број вулгарности и епитети им се налепуваат на повеќето жени на македонската политичка сцена. Скоро речиси секој ден сум дел на одреден атак. Загрижувачки 65% од политичарките во Северна Македонија били изложени на некаков вид насилство. Навистина е тешко и навистина е храброст човек денеска, една личност, со родова припадност, значи во женски пол, да се нафати и да се занимава со ова општествено-политичка активност. Тоа го покажува извештајот од Скопската канцеларија на Националниот демократски институт, чие седиште е во САД. Насилството не значи само физичко насилство. Насилството може да е психичко, емоционално, притисок, говорна омраза. За жените во политиката, ваквата појава станала речиси секојдневие. Ме запрепастува фактот колку лесно и природно оди тоа кон жените. Колку природно и лесно жените се оние кои се први на мета. Значи да не зборувам за најновите случувања во однос на овие турбуленции, например во образованието што се случуваат, колку едноставно на жената да му се припишат мал милион епитети, а додека мажите некако полесно поминуваат низ тој политички оган, еве така да го наречам. Според истражувањето на институтот, родовите дисквалификации многу почесто ги имало во помалите населени места. Повеќето од половината били упатени од самите сопартици. Нема механизми во самите политички партии кои што го регулираат однесувањето на членовите на политичките партии. Само во 23% од партиите, односно испитаниците, кажаа дека постојат механизми, правила, статутарни одредби кои што го регулираат однесувањето. Бројните напади доаѓаат и преку социјалните мрежи. Овие коментари не е за сега само политичарката или политичарот, бидејќи и мажите не се исклучени од овој вид на насилство, туку некогаш се оди многу подалеку и се допираат и семејствата на јавните личности. Одговорноста за сегашната состојба, како што велат нашите соговорнички, лежи и кај самите партии. Во основа, значи тие што треба да го промовираат овој родов баланс, да ги поттикнуваат жените, да ги промовираат жените, да ги поставуваат жените на раководни позиции, да им се даде тежина на жените во партијата. Поради родовите притисоци, речиси половина од испитаничките во истражувањето помислиле да ја напуштат политиката. Се бара проширување на квотите за еднаква застапеност. Би била најсреќна кога не би имало потреба да имаме квоти. Ама квотите ни се и текако потребни додека и жените и мажите не почнат да добиваат еднакви можности во нивното политичко учество. Националниот демократски институт почна и кампања против оваа појава. Граѓаните може да дадат подршка со петиција на интернет страницата nezanasilstvo.mk. Кампањата ќе трае до локалните избори. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.